А зошто, Сашо, ти дозволуваш себе си да ме викнеш во емисија, да ме представиш на почетокот, дека ти е огромна чест што сум јас овде, а сега се понашаш толку неваспитано, како да си дојден од улица и не знаеш да поставиш конкретно прашање, него изиритиран од мојот однос на почеток, не знаеш да возвратиш со исти начин, него одиш на вреѓање. Дали е тоа домакински, дали е тоа во ред? Па секогаш јас сум искрен, јас не сум лицемер. Дечко, не зборуваме јас сум Саше, не сум дечко. Значи викаме Саше. Дали си ти искрен или не? Можам да те викам и Петре, ако сакам, ја имам право на тоа. Значи Петре, такво понашање не можеш со мене. Во Америка постојат луѓе кои што се отворено кажуваат дека се геи и се парламентарци, значи членови се на парламентот. Парламентарецот од Масачусетс, Берни Франк, е дури еден од најценетите парламентарци во Америка. Во Америка постојат и видни водители на емисии на CNN, Андерсон Купер, на MSNBC Рейчел Медоу, кои што кажуваат дека се геи. Но тие представуваат геј популацијата вистински. Луѓето почнуваат да е цена таа популација, да не се плашат од таа популација. Ти со твојата појава си антиреклама за нив. Луѓето мислат дека геј луѓето се баш како тебе, значи тотално изгубени во времето и просторот. Катастрофално со воспитување, скандалозни, значи дну дна. Дали може да те замолам, бидејќи имам многу пријатели што се геј, да се тргнеш од телевизорите, да те снема, дали може така да направиш на таква услуга, буквално да исчезнеш? Да се фатиш со некоја работа, да продаваш на пазар, на тезга, некој пипер, домати, нешто важно, тргни се од медиумите. Јас знам дека сакаш да бидеш интересен и знам дека сакаш да оставиш не знам каков печаток, али излегуваш смешен. Мене си ми смешен. Прва работа, јас никогаш во животот се немам декларирано као геј. Една работа. Ти друга работа, ти си општа превара. Дори навистина не верувам дека си геј, се надевам дека не си. Постојат дрес-кодери, постојат луѓе кои што се бават само од шоу-бизнес причини со сева ова. Али јас не сум научен на ваков начин на комуникација, како сега што ти комуницираш со мене, така да... Зашто не си навикна така? Пошто си навикна да одиш на емисии кои што ти прават лице, глумат лудил. Јас сум само искрен, ти го кажам мојот искрен став и мојата искреност тебе те фрапира. Разбираш? Не, значи, јас слушав за тебе разни ставови дека ти си навистина тежок морон, кретен и не верував. Се додека не те сретна вчера на кафе пиење и заклучив дека се оправа. Јас, Сашо, сматрам дека мене не ми прилега и не можам себе си да се дозволам да седам во емисија со човек кој што дефинитивно мислам дека има психички проблем. Фала ти. Јас ке те поздравам, ке се заблагодарам на телевизијата и не знам уште колку овака ке издржиш, али моето присуство во оваа емисија е завршено поради тоа што немаме што е. Не сум злобен човек, ама навистина се надевам дека дечко, дека некогаш некој Сашо, Петро, како год, пријатно. Почитувани гледачи, да ми се реклами, се враќаме во емисијата.